Речиси 1/5 од делегатите на воредниот конгрес на ВМРО ДПМН ќе бидат од Истокот. На листата на делегати се имињата на актуелни пратеници, сите бивши градоначалници и партиски функционери од 11 општини од Истокот. Само нивниот број е околу 40 делегати, додека останатите се имиња на партиски членови избрани по местните комитети. Во случајов не се работи за нови делегати, зашто партискиот статут не предвидува нов избор на делегати во случај на вонреден конгрес. Статутот е тој кој што го имаат прифатено и изгласано сите членови и кандидатите се истите без да бидат менувани, оние кои што биле кандидати, односно делегати на претходниот редовен конгрес, според статутот тие се на сегашниот вонреден конгрес. На конгресот треба да се избира нов партиски лидер. Откако доцна синоќа во втор круг гласање, Централниот комитет ја потврди оставката на Никола Груевски. Во јавноста, како наследник на Груевски се споменуваат имињата на Филип Петровски, актуелниот генерален секретар Христијан Мицковски, како и пратениците Илија Димовски, Антонио Милошовски и Владко Ѓорчев. Последните тројца се и најчесто присутни во општините од Истокот. Сепак, иако еден од председателските кандидати, Антонио Милошовски, пред јавноста изборот на нов председател го смета за помалку важен, наспроти други партиски приоритети. Тоа што сметам дека е важно за овој конгрес, повеќе е битен новиот концепт за делување на партијата, како една здрава опозиција која што може да се понуди за политичка алтернатива и замена на власт. Инаку, воредниот конгрес на ВМРО ДПМН е закажан за 22 и 23 декември, а ќе се одржи во Воландово. Имајќи го предвид големиот број на делегати од Истокот, јасно е дека тие ќе бидат сериозен фактор на одлучување.